зашто бил мевлем за лузните од јабана, ден за веселба, за дробните дечиња, ден за белите вдовици. А до ден денешен, денот на свадбите бил и останал околу Петровден. Години со ред галичката свадба е манифестација на нашето културно наследство, позната во целиот свет. Галичник е од поодамна расадник на истакнати дејци во нашата национална и културна природба. Првиот македонски учебник е од овде, од владиката Партенија Зографски. Лексикографот и фолклористот Панајот Ѓиновски, копаничарот Макарија Фрчковски, видните галички првенци Томо и Тодор Томовски, основоположникот на современото македонско сликарство Лазар Личеновски. А ние бевме нагости кај Ѓорги Пуревски, кај човекот што немаше време да го заврши ниту основното образование, а мораше да појде со татка си на гурбет во Романија. Вижејќи се постојано и таму со својот народ, собира умотворби, запишува народни обичаи и кажувања и систематски ги обработува. Бара да се напише нашата граматика. Го составува речникот на 3 јазика во форма на разговорник на турски, албански и на македонски јазик. Учествува во борбата за одбрана на Белград, за ослободување на Софија и бива одликуван за херојство со сабја од рускиот император. Овие работи во Галичник може да се слушнат во секое време. И кога се пие кафе сред село, и пред фурна, и пред црква. Галичани едноставно се горди на своите предци и многу знаат за нив. Горди се и на своите куќи, но и убавите во мијачијата. Одамна многу поубави од оние по градовите. Тие поради суровата клима, а и од безбедносни причини, однадвор заличуваат на кули. Но внатре има се. Од рем до клет таен излез за бегање, мазгали за одбрана, чардак за дружење и веселби. Најстара црква овде е Света Петка и во неа работело првото келино училиште наречено Даскалица, а ова, Свети Петар и Павле, е осветена пред 75 години. Целата е градена во делкан камен, а живописана од еминентниот овдешен сликар Лазар Личеновски и од познатите иконописци Јаков и син му Кузман, последните зографи од семејството Фрчковски. Коњи на бистра, разиграни, слободни. Од секогаш ги имал. Особено во периодите кога овчарството било најразвиено, зашто коњот бил основното средство за транспорт на луѓето, опремата и за снабдување стоки од оддалечените пазаришни центри во Дебар, Кичево, Гостивар, Охрид, Битола, од Солунско. По бројот на ергелињата се ценела и економската моќ на домаќинството, но имало и проблеми со расните и убаво одгледани грла, затоа што тие биле постојано на мета на арамиите, а особено на окупаторските војски поради погодноста и за јавање и за носење товар.
Желбата ни е да прошетаме по огромните карсни полиња на Бистра, од Галични кон Маврово, по прегледните пасишта на Султаница, Соломуница, кај Прибаре, но нели е најдобро човек да му појде на човека на слава? За сточарите нема поголемо славје од денот на стригот. Тој одамна кај нас е и туристичка атракција, па и на оние што си ја туркаат работата им е позабавно. Како ли било некогаш кога само еден ќаја за стрижење имал по 10 до 15.000 овци? Молзењето башка. Сигурно тогаш се немало време за пеливански работи, иако во други моменти омилен надпревар меѓу овчарите било скокањето со стап, фрлањето камен од рамо, тегнење на стап или јаше. Време е да го споиме убавото со практичното. Нема човек само сетила за присобирање пейзажи. Штом закркорат цревата и сукалото ќе ни заличи на растреперена бреза. Важно е да се има добро пченкарно брашно, вода и во водата дупка. Тогаш работите започнуваат да клокотат. Проблемот е што ваквиот вистински начин на правење бакардан трае доста долго. Откако ќе се измеша неколку пати бакарданот, и тоа убаво, обилно се полева со стопено кравјо масло и повторно се меша. Уште еднаш, па уште еднаш. Да му се стемни на човека ако е гладен. Ама таква си е мајсторијата. Секој не може да направи бакардан. При сервирањето задолжително оди и специјално приготвено кисело млеко, кое може да стои на ладно место и по неколку месеци. Да ја продолжиме прошетката по Бистра. Никогаш немојте да помислите дека таму можете да бидете осамени. Планинарите си ги знаат добро своите маршрути и постојано ги има. Но хит во последниве 2-3 години е возењето велосипед. Изгледа секој спорт си има и своји помодарски особености. Како и да е, убаво е и здраво. И пейзажот, што е најбитен за Бистра планина, е уште побогат. Летни свежини и зимски сончевини, наљубави чаеви, шумски јаготки, малини, капинки и шербет боровинки. Можел народот да и даде на планинава уште 100 имиња покрај Бистра. Јасна, например, спокојна, убава, лична, цветна, накитена или стројна. Се што е најубаво би и прилегало, како што и личат бројните водотеци, понорници
и кладенци.